Прогноза за утрешното време. Сончево и топло. Драги слушатели, ви пожелуваме добра ноќ. Желбата за добра ноќ на радиоводителот остана само желба. Ништо не наговестуваше дека утрото во 5 часот и 17 минути ќе се случи катастрофален земјотрес, а Скопје ќе биде срамнет со земја. Многу граѓани останаа подурнати нит. Градот беше завиен во плач, а повикот за помош го слушна целиот свет. Загинаа над 1000 луѓе, а имаше и многу повредени. Слободанка Велковска е сведок на страотниот земјотрес. Наместо да заминат на летување, се разбудиле подурнатини задушени од прашина. Планот за сонце и плажа за само неколку минути се претворил во обид да се преживее. Се гушевме, прашина, тоа беше многу страшно. И викаме, мамо, тато, плачеме, во глас гушнати и плачеме, викаме, никој не слуша. И кога после видовме дупка една вака, као сонце што беше, и почнеме да копаме, и некако ја проширивме, искочи сестра ми, искочив јас, за рака се држеме и надвор, и кога искочивме, уште тресеше, и тогаш свативме дека е земјотрес. Слободанка во земјотресот ја загубила мајка и брати, како и двајцата братучеди. Вели дека гледката била страотна. И после ние гледаме завесата, се мрда нешто вака со нади. И викаме, мачкава на комшиите, дајде со сестра ми да видиме што е. Ја кинеме завесата меѓу две плочи. Ама таа беше плава со бели цвичиња, таква ни беше завесата, ни текна дека е нашата спална. Ја кинеме и видовме мушка рака. И тогаш и татко ми избориме со себе, и татко ми вика, боте весне јас сум, таткови, а он засипнал од прашината, од тоа се гушел, гласот му беше сменет. Велковска, која во тој момент имала само 13 години, вели дека со денови не знаела оти останала без својата мајка и брат. Зборува Радио Скопје. Ви се јавуваме од импровизираното студио со својата прва емисија по катастрофалниот земјотрес, што утринава на 26 јули во 5 часот и 17 минути го снајде нашиот град. Старата скопска железничка станица зад мене долги години била символ на возбуда, среќа и урбанистички престиж се до 1963-та, кога за 20 кобни секунди станала символ на страдањето на скопјани. Земјотресот кој се случи пред 6 децении уништил 80% од градот. Урнатините затрупали 1000 жртви, а 100.000 луѓе останале без дом. Скопје со помош од целиот свет стана град на солидарноста и се издигна повторно во метропола. Граѓаните и државниот врв денеска положија цвеќе на гробиштата во Бутел, а се одржаа и дни за други активности во спомен на загинатите. Пораките се речи се исти од сите. Никогаш да не се заборави и никогаш да не се повтори.